Добро дојдовте во мојот дом во Скопје. Дозволете ми да ви ги покажам кукурите по мојата резиденција. Тука по резиденцијата ќе имаме царот и царицата. Дамите 5 мъже цари, 9 министри, посолегата, како и мебел како свадобен подарок и свадобена кочија. Тука е дрвото со мандарини на лево и цветови од праска на десно. Гледате и хешевочи, ромбојдени, оризови корачиња меѓу министрите. Имаме уште една кукура со која го сравиме здравиот раст и среќата на детата. Традиционално 5 мај се нарекува танго но секур и пил фестивал за молчењата. Денес се слави како денот на детето. Со летање на којнобори на овој ден, децата уживаат во кашивабучи, оризови корачиња во табов лист со грак азуки грак. Кој што го кажа нашиот голем деец Гоце Делчев, ја го гледам светот како полез за културен надпревар меѓу народите. Кога го кажал, кога го давал таа мисла, најверојатно мислел на ова. Вака се градат тие културни мостови помеѓу нас и царството Јапонија. Вие се тие уникатни моменти каде што веројатно се децата највеќе што не поврзуваат, бидејќи куклите се сепак надвор од театрите што се употребуваат во јапонскиот театар, останатиот дел од куклите се сепак за децата. Таа човечка димензија помеѓу нас и нив што го прави тој мост на културата. Тие се најпрво били измислени во 7 век и биле едноставни, од 2 гранчиња кои што се спојувале во форма на човече со малку облека на нив и требале да го штитат детето преку целата година. И откако ќе поминала годината во добро здравје, самата кукла се пуштала по реката. Последната фаза се модерните кукли. Тие почетокот свој го гледаат во ширењето на нингјо, поточно на куклата нингјо значи тоа. Некаде се случи 1927 година кога американската влада дава 13.000 кукли како поклон на децата од Јапонија. За возврат јапонската влада во тоа време не толку моќна и економски силна како сега, враќа со 58 од своите кукли во традиционална облека од Едо периодот. Тој момент јапонците го гледаат како почеток на модерното кукларство и првиот момент кога се извезуваат куклите јапонски. Моментот они се доминантна култура за извоз на кукли низ светот. Нивната бројка е доминантна, дури имат и своје барви. Во шинто манастирите, например, се изработуваат од хартија. И нивната
нивната работа е да влезат во ритуалот и поточно да бидат испратени по реката. Во зен-будистичките храмови се изработуваат друг тип на кукли, кои што најчесто се прават од гранчари, а поточно се поминуваат со една белузлава боја да даваат човечки изглед. Ја поканувам сите од сите возрасти да дојдете во археолошкиот музеј во Скопје овој март и април и уживате во изложба нингјо.